на оваа населба, односно градот, неговата големина, како и обемот на градителските зафати се показатели за неговиот стопански, административен и пред се стратешки карактер на целото овчеполие. Во 1994 година е откриен монументален објект, резервоар за вода, граден во техника Opus Quadratum, организиран во два дела, и тоа со пристапни скали и бунарски базен. Се претпоставува дека овој објект датира од 5 до 2 век пред нашата ера. Имал 22 скалила. Базенот имал функција како каптажа, а служел и за свеченостите поврзани со култот на сонцето. Досегашните резултати од изведените работи се особено интересни од аспект на хронологијата на градот, како и неговата урбана организација. Веднаш под хумусниот слој е откриен дел од темелна партија на внатрешниот бедем, граден во суводзидица од кршени големи камени блокови варовник. Ова е јужната некропола, што зафаќа површина од околу 1000 метри квадратни. Во периодот од 1998 и 1999 година откриени се 29 гроба формирани од обработени плочи од камен, песочник, сивец и варовник. Гробовите се од типот циста, а длабочината на која се откриени е од 0,5 до 0,8 метри под површината. Поголем број од нив се ориентирани во правец североисток-југозапад, а помалку во правецот запад-исток. Цистите се во правец на простирање север-југ на приближно меѓусебно растојание до 1 метар, распоредени во редови кои започнуваат од исток и се шират кон запад. 29 гроба, откриени до денешен ден, сите биле претходно отворени и ограбени од диви копачи, при што е разнесен движниот археолошки и остеолошки материјал. Според минимално пронајдениот материјал што останал по ограбувачите, некрополата може да се датира од 7 до 5 век пред новата ера.
Некогаш одамна, пред илјадници години, на овие простори живеел еден убав и мудар кнез. Кнезот, неговата дружка, дворјанките и поданиците од Била Зора одамна ги нема. Останале спомените и приказните за нив. Во непосредна близина на поранешниот кнежевски град се заселило село по име Кнежје, во спомен на кнезот.